Дали македонски пасош, издаден од МВР, раководен од Спасовски и Заев, добил еден од главните соработници на италијанската мафија? Опозицијската ВМРО-ДПМН со нови имиња од аферата мафија за криминалци кои добивале наши документи. Според информации на партијата добиени од свиркачи, македонски пасош добил и Халид Исахмаис, главен перач на пари од трговијата со кокаин на италијанската наркомафија. Тој, велат од ВМРО-ДПМН, на 9 јануари 2019 година во регуларна постапка се сликал во управните служби на МВР и добил пасош на име со украден идентитет на македонецот Корча, Вурмо Таќо, роден 65 година. Дали ова вистина? Или како што нарекуваат од СДСМ само перцепција? Валид од 2017 година е во бегство во повеќе држави во светот, а по добивање на македонскиот пасош на име Таќо Вурмо, два пати во месец јануари 2019 година го искористил македонскиот пасош и преку аеродром Петровец заминал за Турција. Според последните информации објавени во италијанските медиуми, наводно се наоѓа на островската држава Маврициус. Македонија станала Колумбија на Балкан. Не сме оваа афера да заврши со одговорност само на службеници. За аферата мафија морале да знаат и одговорните лица во МВР и владата. Според премиерот Заев пак, одговорноста не може да биде кај министерот Спасовски или кај некого од владата, особено затоа што според него истрагата на МВР била успешна и навремена. Не може да се обвинува министер за внатрешни работи, премиерот, други министри или слично, заради тоа што спровеле успешни акции. Посебно докажувајќи дека тие акции траеле месеци на анализа, документирање, аргументирање за да бидат издадени пред суд. Во анализите кога ќе видите кога тоа се случувало, кога се правени ваквите неголеми фалсификати и криминали, лажни матични броеви или слично, ќе видите дека тоа е за времето на режимот, односно за владењето на времето на ВМРО-ДПМН. Опозицијската ВМРО-ДПМН пред 3 дена ја објави аферата според која легални пасоши со украдени или лажни идентитети добиле над 200 криминалци, меѓу кои водачи на црногорско-српскиот шкалјарски клан, на турската мафија, на албански наркокартели. МВР пак ден подоцна спроведе акција Двојник, во која осомничи и уапси службеници на МВР под сомнение дека ги издавале документите. СДСМ пак денеска побара истрага за тоа кој е интересот на ВМРО-ДПМН, што се обиде да ја саботира полициската акција. Катерина Нешкова, Сител телевизија.